И оваа четврта година поред докторите, медицинскиот персонал и другите вработени од Прилепската болница Борка Талески, како и многобројните верници од целиот град го одбележаа денешниот христијански празник Свети Пантелеймон, заштитник на болните и лекарите, во црквата која што го носи името на овој светител, а која пак се наоѓа во кругот на болницата. Интересно е да се спомене тоа дека секоја година тука домаќини се по едно одделение од болницата. Годинава кумови на храмовата слава беа персоналот од одделението за физикална терапија, кои за сите посетители обезбедуваат и мала закуска. Големо задоволство и чест ни е да бидеме годинава домаќини на овој голем празник Свети Пантелеймон великомаченик. Кај нас во болницата традиција е секоја година да биде едно одделение домаќин. Ова година не падна таа чест ние да бидеме, каде што со нашата подготовка за прием на луѓе од болницата и од околината за одбележување на овој празник, да дадеме, да шириме едно меѓучовечност, можност за поголемо здравје, пошто и таа е функцијата на нашата болница на некој начин. И се надеваме дека се продолжи оваа традиција заради еден соживот, едно единство и едно почитување на луѓето меѓу себе заради одржување на квалитет на животот. Една интересна традиција која што е воведена уште од иницијативниот одбор за градба, претходниот директор и свештенството заедно со старешината, да на овај ден домајчини се уваат оделенијата во болницата, па првата година беа аптеките, втората година беше рентген, минатата година беше хирургија, годинава е физиотерапевското оделение. Тоа е една прекрасна традиција која што ја е воведена во овој храм и буквално е еден вид како слава на Прилепската градска болница. Во црквата денеска се одржа божествена литургија по која пак се изврши режење на славскиот колоч и мал водосвет. За идната година да бидат домаќини се пријавија вработените од инфективното одделение. На големиот христијански празник Свети Пантелеймон традиција е во општа болница Борка Талески Прилеп да се продолжи традицијата и да се земи да бидеме домајчини за наредната година. Во чест на празникот им посакувам на сите вработени во општа болница Прилеп, исто и на сите граѓани на општина Прилеп, мир, благосостојба и се најдобро, добро здравје пред се. Црквата е изградена и осветена во 2016 година и од тогаш е посетувана од голем број верници, не само оние кои што доаѓаат во болницата, туку и од околните населби. Вработениот во црквата Стеван Чемојсовски вели дека црквата е отворена секој ден од понеделник до петок до 14 часот. Посетена е како од местното население, така и од вработените во болницата, од пациентите. Исто така има и пациенти кои идат од околните градови, Крушево, Битола, Кичево, Велес, Кавадарци и така натаму. Ова црквиче е многу добро за ова население овде, за оние лица кои се многу постари, кои не можат да патуваат повеќе километри по големите цркви, овде му се најде на ова население. Дел од граѓаните и верниците кои денеска беа присутни на одбележувањето на празникот, специјално дошле тука од другите делови на градот да ја видат црквата, а дел пак се нејзини чести посетители. Многу убаво. Многу убаво. И кај нас наменно имаме кај што седиме, многу убаво. Немам зборој. Убаво, до душа. Само нема влезено, се влегов, го видов. Инаку сум замината, вака, ама натре нема влезено. Денеска специјално додавте за денот? Само за да видам натре што е, специјално. Па близко ни овдека, фала Богу што е направија, да ти кажам, овдека е вака, не можеме подалеку вака овде. И за живи, и за мртви, ќе запалиме свеќа за здравје, за сите и така. Доаѓаат ли луѓе? А име, редовно. А и навечер си поседуваме ондека, за мерак ни е убаво, преубаво. Многу сум близко, секој ден скоро доаѓам, поседуваме навечер на Сабајле, идиме вака свеќа си палиме. Ова вака мало скоро сите идиме, се собираме и така. Напомош нека е денот за здравје,
заедно си палиме свеќи, пари си оставаме, се. Инаку во православната црква, името Пантелеймон значи семилостив. Според преданието на црквата, тој излекувал голем број болни додека бил жив и токму затоа денес се слави како заштитник на болните и лекарите.